Несреќата не сплоти. Истокот собира помош за Скопје. Во сите општини од источниот регион се отворени собирни пунктови за помош на настраданите. Оно што најмногу е неопходно во овој момент е конзервирана храна, бебешка храна и пелени, значи се оно што е потребно, вода за пиење и хигиенски средства. Пунктот ќе биде отворен една недела, ако има потреба и понатаму. Секојдневно граѓаните може да доаѓаат да донираат од 9 часот наутро па негде до 15 часот. Идентично беше и во Делчево и во сите останати општини од регионот. Општинската организација отвори пункт пред зградата на Црвен крст, каде што ќе се донира артикли и парична помош. Ајде да донирам за моите скопјани. Вчера кога слушнав, многу ми беше тешко, криво, плачев за нив. Нема многу да помогнам, но малку, сите помалку ќе помогнеме. Во Скопје и надаме се дека Господ ќе им помогне повише од нас, не толку колку што може. Не баш угодно, пошто јас синоќа се научив, бев на пат за Македонија од Италија и синоќа кога стасав тука се научив. Некако многу ми тешко пат. Со 10 пакети вод негазирани. Ние како општина дополнително ќе излеземе и преку седница на совет ќе ги видиме средствата кои што можеме да ги ставиме на располагање, така да во секој случај и лично и како општина ќе донираме. Како и секогаш и овој пат, граѓаните единствени во намерата да помогнат. 10 пакета. Јас сум 86 години. Знам што значи. Знам што значи да треба да помагаме. Да донирам за тоа што ние треба да ја помагаме. Ако треба нема да јавам 10 дена, 2 пати ден, поеднаш ние треба да ја помогнеме. Да, ја донесов храна, вода, конзерви, леп, такви работи. Независни едни од други, хуманитарна помош собираа и партиите. Од страна на Унијата на жени и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се организираше хуманитарна акција во собирање на храна, вода и хигиенски средства за жителите кои што настрадаа во несреќите во Скопје и околината. Оваа прилика ја користам да ги повикам сите млади луѓе доброволно на волонтерска основа да се вклучат во помагањето на настраданите жители и заеднички со заеднички сили покрај овие средства кои што ги собравме на волонтерска основа да успееме да ја помогнеме на настраданите жители. Општинската организација на СДСМ Штип организира активност за собирање на хуманитарна помош за настраданите во овие подрачја. Пунктот за собирање на хуманитарна помош се наоѓа во просториите на општинската организација. Би сакал да ги повикам граѓаните на Штип со своји донации да придонесат за помош на настраданите фамилии. Како и многу пати досега, вратите за помош ги отвара Издруженијето Македонски егеј. Нека повелат сите граѓани, правни субјекти, невладини организации во нашата канцеларија, која што се наоѓа во стара дистрибуција на втори спрат, каде што ќе биде ќе има дежурство, ќе биде отворена секој ден од 18 до 20 часот и мислам дека таму сите работи што ќе се донесат ќе бидат од корист на настраданите. Конкретна помош за настраданите подрачја веќе пристигна од Штип и Кочани. Територијалната противопожарна единица од Штип испрати во Скопје едно возило цистерна од 4 тона за пиење вода и една моторна помпа за исцрпување на вода со 1600 литра во минута и 5 луѓе персонал. Исто ние како подрачно одделение заштита и спасување во Кочани по наредба, односно мобилизација на Дирекција за заштита и спасување од Скопје сме ангажирани така да е пуштено одделението за заштита од поплави во бројка од 12 луѓе и еден минибус од Автоатом Кочани. Во невремето кое завчера го зафати Скопскиот и Тетовскиот регион, над 20 лица го загубија животот, а Македонија денес жали за нив. Сите културно-уметнички манифестации се откажани. Денеска, како што е предвидено според агендата, со сите фолклорни групи ќе се состанеме, ќе имаме еден состанок, ќе се состанеме на планината Голак, традиционално ќе се дружиме, меѓутоа музичкиот дел ќе остане поради сите овие случувања. Молитвите на сите се со настраданите од поплавите. Господ Бог да биде милостив, а сите ние треба да бидеме солидарни, да ја покажеме својата љубов христијанска и да им помогнеме на луѓето кои што страдат таму. Од вчера отворени се и специјални телефонски броеви за донација 143 400 од сите оператори.